Пожар, неконтролирано горење на материи кое намерно или од невнимание го предизвикал човекот или е резултат на природни биолошки, физички или хемиски процеси. Освен големи пожари, Македонија често е сведок и на хаварии. Снимките кои што вчера и фотографиите стигна од Тетово до оној пожар, сликите навистина делува ужасно. Јас некој рече како бомба да паднала од поголеми тонажи и така натаму, навистина бидејќи гореше фабрика во која се произведуваат лакови, средства за хемиски третмани во градежништво и така натаму, пластики, и можем да замислам како сето тоа и таму директно на терен делува. Ние побаравме тим од армијата, од АБХО, Атомско биолошко хемиска опасност или одбрана, да дојдат на лице место и да извршат мерење. Луѓето влегоа внатре буквално до огнот и извршија мерење и заклучија, односно не детектираа отровни материи. Штетни, да, секој чад е штетен и чадот кога се грееме на дрва е штетен ако го вдишиме, но немаше отровни материи, бидејќи нивната опрема може да ги детектира сите отровни материи кои што настануваат од пожари. Речи се 10 минути. Толку кратко време било потребно да се распламти пожарот кој утринава изби во универзална сала и оштети огромен дел од нејзината конструкција. Постои ли универзален протокол како се постапува при пожари и хаварии? Процедурите се напишани во различни закони. Најголем дел е запишано во Законот за дирекција за заштита и спасување, но истата област е регулирана и со Законот за животна средина и Законот за Институт за јавно здравје. Дирекцијата за заштита и спасување во својата надлежност има формирана екипа за хемиски несреќи, за да покажеме дека истава со години назад не функционирала воопшто, и покрај тоа што имаме добиено проект од Европска унија прекогранично со Република Грција од пред 4 години, каде што е набавен инструмент за да може да измери до 250 субстанции кои што може да бидат опасни по здравјето и по животот на населението. Фабриките кои се занимаваат со производство на потенцијално опасни хемиски материи, но и складиштата за бои и лакови, нафтени деривати, имаат законски пропишана одговорност, првенствено да имаат план за спречување и заштита од вакви инциденти, да имаат обучени тимови за експресна реакција во ситуација на потенцијална хаварија. Дирекцијата за заштита и спасување има ингеренции преку инспекцијскиот надзор да контролира дали правните субјекти ја почитуваат оваа регулатива. Но фирмите и покрај строгите законски критериуми и обврски кои им се препишани, во голем дел не ја почитуваат регулативата, бидејќи казните за ваквите престапи кои ги одредуваат судовите се премали. Пожарите, а особено хавариите, се опасни по животот и здравјето на луѓето кои живеат во околина на местото или објектот што гори. За да се заштити едно население во околината, прво се прави проценка дали тоа население треба или не треба да се евакуира. Таа проценка по стандарди пропишана преку Дирекцијата за заштита и спасување, а ја спроведуваат пред се општините каде што се, бидејќи станува збор за помал обем, и предпријатијата кои што стопанисуваат. Но ваквите правила на хартија најопасно е ако не се применат на терен. Посебно фабриката у Тетово која гореше имаше спуштено доста опасни материи и канцерогени материи.
чисто сакам да упатам еден апел и да укажам дека дел од луѓето кои што интервенира во тој пожар и уште ден денеска имаат проблеми со нивното здравје. Така да штетите се огромни без разлика што мислиме дека еден пожар е далеку и така натаму. Односно ние имавме друг пожар сега многу брзо во центарот на Скопје која гореше универзална сала. Значи се што гори во населено место без разлика од што материја да е, сепак испушта частички кои што се многу опасни, посебно по здравјето на помалите и на луѓе со хронични болести. За поголема заштита на населението и животната средина по пожар или хаварија, според Законот за животна средина, владата треба да формира меѓусекторско тело за спречување и контрола на хаварии, кое треба да се состои од 9 члена и во кое треба да има представници од повеќе институции. Досега, вакво тело не е формирано. Пожари и хаварии имало и ќе има. Ниската свест и непочитувањето на законите навестуваат дека тоа само ќе помага за праксата да продолжи. Но ќе продолжи и таложењето на проблеми се додека институциите задолжени со закон си ја префрлаат надлежноста едни на други и се изземаат од одговорност.